едното судење се одржуваше, па на крајот се одложи. Она судењето што беше поврзано со патиштата, имаше еден многу интересен момент, еден фрапантен момент, јас би кажал, каде што самата обвинителка јавно кажа дека разговорите, аудио разговорите, креираните разговори, постои можност да бидат манипулирани и контаминирани, односно, како што и самата кажа, ако добро се сеќавам, дека може да се уфрлат делови во нив. Тоа е многу интересен детал што таа го каже денеска, кој што ги потврдува многу од сомнежите што претходно беа зборувани. Имено, да потсетам дека согласно член 12 став 2 од Законот за кривична постапка, тие креирани материјали не може да бидат доказ или пак од нив да се извлекуваат докази во судска постапка. Меѓутоа, под притисок на властите, Апелациониот суд некаде во август месец донесе спротивна одлука, иако и самиот Апелационен суд е свесен дека тоа е спротивно на закон, но ете, под еден таков притисок донесе одлука и сега, тргнувајќи од тоа и покрај тоа што тие разговори ниту јас, ниту другите обвинети не ги признаваме, сепак нашите бранители побараа да ги имаат. И на сето тоа добија одговор дека не може да ги добијат, од причина што можело, ако ги добијат бранителите, можело да убацат некои делови од разговори и со тоа да ги контаминираат. Што и кога јавниот обвинител ќе каже дека може да се контаминираат, а тој ги има примерно од Зоран Заев, кој знае колку контаминирани, тога се прашувате зашто станува збор и што се случува во целата оваа постапка и зашто не му третираат. Односно се потврдува дека се е еден вид политички прогам за да се постигнат одредени политички цели.